Маријан Димитриев има 33 години и по професија дипломиран економист. По дипломирањето има работено во банкарство, потоа како консултант и бизнис развој, одржувале обука за млади лица за покренување бизниси и вештини во предприемништвото. Имале обука со оваа цел и во некои од компаниите. Тоа е некое генерално искуство со кое сака да биде представен. Во моментот работи во најголемата регионална компанија за недвижности со представништво во Македонија, а ги има и во Црна Гора, Хрватска и Србија. На компаниско ниво ги има некаде околу 200 вработени и затоа смета дека ќе успее да менаџира и со луѓето во општина Аеродром. Ја добивте довербата од партијата. Зошто сметате дека ја заслужувате и од граѓаните? Како кандидат и политичката партија Левица не сме дел од политичките елити кои што ја донесува општината во ваква ситуација на безидејност и нефункционалност. Дополнително, моето образование и искуството во финансии ми овозможува да управувам со јавните пари на транспарентен, одговорен и ефикасен начин. Каква ќе биде вашата кампања? Нашата кампања главно се состои од две работи. Првата работа е да представиме нашата визија во промена на управувањето и сваќањето на тоа што треба да направи општината за грижата на јавното добро. Втора работа која што ќе направиме е ќе посочиме дека денешната ситуација е директен резултат на погрешните политики кои што се водени во општината. И време е да направиме промена, време е за да ја направиме општината да работи за сите луѓе, а не за малкумина. Која е првата работа што ќе ја направите откако ќе бидете избран за градоначелник? Прва работа што ќе направам откако ќе дојдам на позицијата градоначелник е ќе направиме ревизија на сите договори во општината и целиот општински апарат. Оваа ревизија ќе биде јавно достапна и транспарентна со цел граѓаните да знаат каде завршуваат нивните пари. Истовремено, покренување на кривични постапки за непостапување по службена должност на одговорни лица за случајот со Вардариште. Овде пред се мислам на општина Газибаба, Министерството за животна средина и Инспекторатот за животна средина. Од аспект на хигиена, морам да кажам дека веднаш ќе започнеме со реорганизација на јавното комунално предпријатие. На што се однесува вашата најголема забелешка на работата на досегашниот градоначелник? Не направи ништо, ама буквално ништо. Кои конкретни мерки ќе ги предложите за младите со цел на нивно задржување во општината? Причините за екзодусот на младите се многу поголеми од мокнење на општина да направи за нив. И како има работи кои што ќе ги направиме и овде пред се мислам на чиста општина и чист воздух за сите. Тоа е не само мерка за младите, туку генерално за сите жители на општината. Мерка која што може да влие на задржување на младите во општината, односно на младите брачни парови, е зголемување на капацитетите на предшколска возраст за дечињата. Затоа што во Аеродром имаме голем проблем во моментот, на листата на чекање се некаде 600 до 800 дечиња. И ова не смее да ни се повтори. Сите се жалат од нехигиената во внатрешните делови на општината кои се под нивна ингеренција. Дали имате конкретни планови како на граѓаните ќе им обезбедите чиста и поздрава животна средина? Примерен проблем е немајното на функционален општински апарат за извршување на централната надлежност на општината, а тоа е чистењето. Се е сведено на неорганизирани адхок налози за сезонските работници од една страна и испомпување на јавните пари на приватни фирми за чистење, кои што верувајте ги гледаме само еднаш во годината. Таму кај што е возможно, раскинување на веќе постоечките договори за одржување во општината и прекинување на праксата воиннина за давање на јавни тендери на приватни фирми за чистење на општината. Целата ингеренција ќе ја превземе јавното комунално предпријатие во кое што ќе бидат инвестирани некаде од 300 до 400.000 евра. Втора работа која што ќе направиме е реорганизација на сезонските работници со тоа што ќе формираме тимови за секоја населба посебно. Почнувајќи од Аеродром и Острово до Реонски центар и Долно и Горно Лисиче ќе има тимови одговорни за секоја општина. Секој тим ќе има годишен план кој што ќе биде јавно достапен за конечно граѓаните да знаат и каде и кога се чисти и да ставиме крај на ова нечистотија во која се дави Аеродром.
трета работа која што ќе направиме е отстранување на дивите насоби на кеот на реката Вардар во деловите на Острово и Горно Лисиче, како и конечно чистење на депонијата во Долно Лисиче кај железничкиот мост. Недозволиво е во 21 век да имаме депонии во сред општина. Време е за промена, време е да го направиме аеродром подобро место за живење.